разговаравме во два наврати со премиерот и работните групи. Утре ќе дојде до нова средба и на таа средба ќе биде донесена конечната одлука. Како и да е, значи, односите помеѓу коалицијските партнери се на највисоко ниво и сметам дека многу објективно ги согледуваме состојбите и потребите, бидејќи власта треба да се прилагоди кон потребите на општеството и на граѓаните. Во спротивно е само власт. Ние немаме намера да бидеме тоа, туку ќе се посветено да бидеме во функција на граѓаните и секогаш сме подготвени да ги бараме сопствените грешки и пропусти. Ќе ги задржите ли истите министерски и директорски места или ќе има некои? Сега во моментов разговараме само за министерските позиции. Сите опции се отворени, бидејќи треба да се слушнат сугестиите на владините партнери, но секако да се разгледаат и сондажите и анализите на граѓаните, колку тоа граѓаните се задоволни од реализација на проектите во одредени ресори. Ние не разговараме само за местата на знам, туку разговараме за сите места во владата и реализација на владината програма во изминатите 2 години. Имате ли вие Да, повелете. Имате ли вие забелешки на нивната работа или вие сте целосно задоволни? Па тоа што го имам како забелешка, јас го искажувам на тие координации, многу отворено и до премиерот и до владините партнери, но како и да е, факт е дека оваа влада дојде во една многу тешка состојба да менаџира со државата, со една минус ситуација. Сега веќе сме на една позитивна нула и сметам дека процесите одат во позитивна насока, а секако дека во многу ресори може да се работи многу подобро, но при тоа е потребно и само мотивација на луѓето кои што менаџираат, но и само свест на луѓето кои што се внатре во системот, тргнувајќи од себе си овде во општината, па завршувајќи со највисоките владини представници.